Продолжува старата традиција за Ѓурѓов ден тетовци да бидат во манастирот Свети Ѓорѓија во Мала Речица. Годинава имаше неголема посетеност од како започна обновата на ова светилиште во 2010 година. Ова година е највише посетено од све години што имало порано. Јас сум иначе пензионер, се викам Арсиќ Бошко. Доаѓамо редовно секоја година и многу фино е. Ова година е што може да биде. Многу убаво. Ваков се си е убав. Нека поможе Господ на свите и на нас. Многу убаво, многу убаво. Све убаво, све убаво. Најнормално народ, полно, лепота. Точно. Зали има еден светец толку голем, со толку страдање за нас македонците, православните христијаните. Ова е за мене посебен ден. Годинава посебно има повеќе луѓе? По традицијата, знаете како иде, таа се продолжува само. Традиција тешко да се згасне, да се угасне. Само таа се проширува, се продолжува и така натака. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф одржа водосвет, а беа осветени и прережани славските колачи кои ги подготвија 17 кумови. Со тоа беа избрани новите 15. Нека ни е честит празникот, посветен на Светиот Ѓорѓи Победоносец. Еве денеска од Сабајлија отслуживме божествена литургија во Волковија во манастирот Свети Ѓорѓи, а денеска во 12 часот ги прекршивме славските колачи на кумовите овдека во манастирот Свети Ѓорѓи во Мала Речица. На сите кумови и оние кои слават слава, им го честитаме именденот и славите со желби за многу здравје и успех во ова година. Се надевам дека набрзо и црковниот одбор веќе закажавме средба па да договориме и официјално светење на овој манастир, но за датата дополнително ќе ви информираме сите. Нека ни е честито и благословено и Свети Ѓорѓи да се моли за нас и за овој град. Господ со нас. Се гледа. Според традицијата, паричките што беа пронајдени во погачите ги одредија новите кумови. Фала му на Господ што ме благослови и што ми даде да бидеме кум за до година. Какво е овде за Ѓурѓов ден во Речица? Многу убаво. Ја прв пат доаѓам тука, го гледам, значи многу убаво, гледам луѓе има, се гради, се прави, тоа е иднината на Македонската православна црква и на нашиот народ. И така треба да се продолжи, да се гради, да се прави и да опстанеме како вера, како нација и како држава, како све. Само со градење и со правење. Убаво е чувството кога работата ви е задоволство, па можете да дојдете на вакви настани, каде што православниот народ е собран на еден ваков убав ден. Прв пат ми се случува да ми падне паричката, да бидам кума. Денеска со мојот сопруг, затоа што го носи името на овој голем светец, имаме двојна причина за славење. Во конакот во дворот на манастирот е изградена и трпезарија, а од црковниот одбор најавуваат осветување на обновената црква. Идејата што од почетокот ни беше да се помлади се вклучат во прославување на празниците, на христијанските празници, тоа се покажува и се докажува со самото присуство на луѓето тука. Овој манастир е срцето на градот, многу го сакаме сите граѓани и многу ни значи. А околу денеска се договоривме со владиката уз слободен разговор произлезе една идеја да не покани и да закажеме термин кога би го светиле овој многу ценет наш храм. Би ги искористил оваа прилика да ги поканам верниците колку што можат несебично да донираат во изградба на манастирот, затоа што и самите гледате има уште доста работи да се средат. Црквата во овој манастирски комплекс посветена на Свети Ѓорѓија како православно светилиште датира од 13-тиот и 14-тиот век. До сега неколку пати била рушена и опожарувана. Последен пат е запалена во 2001 година. Обновата се уште трае со помош на верниците, но и на локалното население.